ги кажем проблемите, потоа ќе ги образложим. Реконструкција на патен правец Разлоци-Правотилиште, реконструкција на спомен домот на Радовечкото востание, доградба на стариот мост на реката Брегалница над селото Радовец и решавање на проблемот се со непотребниот пот. Значи, реконструкција на патот Разлоци-Правотилиште. Мислам дека еднаш градоначалникот кога беше во Радовци зборуваше во врска со таа тема, дека наведно во план сте да го направите патот, значи едната половина дали од Правотилиште до Лошани и од Разлоци до Лошани. Да ви кажам дека луѓето, жителите на Радовци се повеќе заинтересирани да се направи од Разлоци па до Лошани, бидејќи таму е повеќе оштетен пат. Реконструкција на спомен домот. На спомен домот черавидите ги тргнаа, ставија изолација и сега веќе 3-4 години, може би 5 нема черавиди и на крајот ќе испадне дека и таа изолација џабе ќе биде ставена, бидејќи со тек на времето, летно време топло, зимно време студено, ќе напуни таа изолација, барем за почеток да може да се стават кровниот проблем да се реши со черамидите, па после и другите делови на спомен дом. Доградба на стариот мост на реката Брегалница. Значи, таму тој мост веќе беше граден, па реката Брегалница во една прилика однесе една стопа, значи 2 стопи има на мостот, проблемот е да се догради уште една стопа и да може мостот да функционира, бидејќи по тој мост половина од жителите на Радовци гравитираат во тој дел и зимно време не може да ја поминуваат реката, да се одат до колибите и до стоката што се наводи од другата страна на реката Брегалница. Решавање на проблемот со непотребниот отпад исто така правихме, значи молбе со градоначалникот или да се таму најде депонија, тој отпад таму да се носи, или да се стават канти, контењери, па да се најде решение отпадот да се донесува во Радовци во Делчево. Кој е поизвестен? Тие се проблемите за Радовци. Рекохте дека мислите тоа да го кажам за училиште, ама веќе таму видно дека планирате реконструкција на неколку училници. Тоа е така.